Мораме да бидеме реални и објективни да знаеме за што зборуваме. Мора да знаеме како живееле работниците и какви мерки и како платата во континуитет растеше за време на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И во најголемите кризи имаше континуиран раст на платите. Треба работниците и гласот на работниците и на синдикатите да биде слушнат. Треба владата да свати што тие луѓе бараат од неа, да ги свати вистински причините зошто тие тоа го бараат. Да оваа влада конечно свати дека не е местото да се шета низ светов и да не прави ништо, туку местото е да разговара со синдикатите, со работниците, да излезе во пресрет на нивните барања. Ако излегуваат синдикатите на протест, тоа значи дека работниците имаат реални потреби, реални барања. Тоа се луѓе што не можат и семејства да врзат крај со крај. Во оваа ситуација кога платите се крајно ниски, најниски во регионот, нема тренд на раст, а цените континуирано растат. Прашањето ми е тоа што сегашната власт како опозиција ги поддржуваше синдикатите, тоа што 2022 ако добро запаметите интервјуто на председателот на синдикати, сега вие како опозиција ги поддржувате. Спега дека сега ги поддржува синдикатите, ама колку е деносно, кој тешко да ја даде минималната плата. Гледате, тука има два многу битни моменти. Ја слушнав изјавата на премиерот дека овие протести има некаква политичка заднина. Сакам и јавно, јасно и гласно да укажам дека Социјалдемократскиот сојуз, освен што ги поддржува барањата, затоа што смета дека се легитимни, нема никаква улога во организирањето на овие протести. Втората работа, мора да се гледа целата ситуација и низ призма на целокупната економска состојба во државата, како што кажав. Очигледно е дека оваа влада нема капацитет да води добри економски политики и тоа е причината зашто не може да им излезе во пресред на барањето на работниците. И тука се гледа разликата помеѓу владите на СДСМ и ова на сегашната владеачка коалиција. Повторно ќе кажам, ако за период од 7 години минималната плата се дуплирала и скоро се дуплирала за 80-90%, пораснала просечната плата, тоа значи дека имало добри економски политики. И тоа се аргументира. Имаше странски инвестиции. Последната година од нашето владење странските инвестиции беа близу милиарда евра. Сега ги нема. Сега се десеткувани. Компаниите заминуваат од земја. Соочени сме со голема криза. Следи ново задолжување. Од 300 милиони евра. Сега ќе слушнете наскоро. Мора се пополнат нови дупки во буџетот. Така да, јас сум за принципиелна поддршка на барањата на било која група на граѓани во државата. На луѓето им е потребна помош. Кога го критикува... Добро, сигурно ќе излезат наши членови кои што се дел од синдикатот, меѓутоа ние организирана партиска поддршка со цел да се поддржи во таа смисла протестот не даваме. Ниту сметаме дека треба да се даде. Треба да е тоа автентично излегување на улица, исто како што е автентична и организацијата во која што немаме никаква улога. Кога го коментираме Мицковски тој избори, иако него според резултатите се за предвремени избори, дали вас ви одговараат? Гледайте, јас сум прилично сигурен дека предвремени избори ќе има. Дали ќе бидат на крај на оваа година, дали ќе бидат на почеток на следната година, и тоа неколку фактори. Прво, оваа влада е тесно поврзана и тоа ние секојдневно го објавуваме и го аргументираме со авторитарните режими во регионот на Орбан и на Вучич. Избори ќе има во двете земји. Многу работи ќе зависат од исходот на тие избори. Понатаму од тешката економска состојба во која што се наоѓа државата. Оваа влада ја носи државата во амбис. А во однос на нашата подготовност, апсолутно во било кое време сме спремни да настапиме избори. При тоа, мислам дека конечно на граѓаните им е јасно за каква влада станува збори, дека повеќе нема да може да помине лажната пропаганда со која што тие дојдоа на власт во 2024 година. Кога да подсетам? Со националистичка реторика, со лажна пропаганда дека СДСМ се предамници на националните интереси. Ветуваа подобра преговарачка позиција со Европската унија. Што направија? Ја изолираа земјата. Гледате каде сме ние, гледате какви проблеми има, гледате какви протести има, ќе страда индустријата во следниот
период. Нема повеќе да функционира како што функционираше до сега транспортниот сектор. Камионџиите ги блокираат граничните премини не без причина. Тие имаат реален проблем. Ние знаевме дека во 2025 година таква одлука донесе Европската унија. Се постава прашањето што владата направи на тоа поле. Ние ќе бидеме се повеќе и повеќе изолирани со оваа влада на маргините на Европската унија. Гледате како Соединетите американски држави исто така не ставаат по страна. Оваа влада нема покана за бордот на мир на претседателот Трамп и новата администрација. Има други земји во регионот. Тоа е само доказ дека владата намерно ја води земјава во изолација, носејќи сомнителен капитал, соработувајќи со авторитарни режими во регионот, гушејќи ја демократијата и слободата на говор, и тоа едноставно не води никаде. Да побарате решение од превозниците. Второто прашање е дали сметате дека Македонија треба да добие покани да биде дел од новиот сојуз на европските држави, кога другите европски држави се многу изолирани и одбија Во однос на второто прашање, прашањето зошто не сме добили. А после тоа треба да се анализира што да се прави понатаму. Тоа се сериозни обиди на Соединетите американски држави еве инволвирани во многу случаи на воспоставување на мир во светот. Многу конфликти решени и така натаму. Соединетите американски држави многу децени наназад се наши стратешки партнери. Ако тие се фалеа, ако новата наша влада сигурно се фалеше дека е во периметерот и така натаму, видовме дека немаме никаков бенефит. Суштината е дека сме изолирани. И во тој контекст е одговор на првото прашање. Еве гледаме дека премиерот не може да обезбеди ниту еден состанок со ниту еден европски представник на форумот во Давос. Целосно маргинализиран, правеше селфија по ходниците, немаше ниту еден битен состанок. Еве сега гледаме дека не може ниту телефонски да добие претседателката на комисијата. Тие луѓе знаат дека оваа власт пред неколку години со вувузели свиреше. И ја свиркуваше претседателката фон дер Лајен. И треба на граѓаните да им е јасно дека сето ова е смислено, намерно да се изолира земјата. Благодарам. Излагање во ова дискусија на комисијава. Дали може да сумираме некој кажете вашето излагање, претпоставувам дека веќе ги прочитавте резултатите и мислењето на граѓаните за Европската унија, ако може кратко се широ тоа што го зборувано овде. Добро, ајде да се обидам кратко, сепак да оставам време за дискусијата, за да што нешто може да произлезе од тоа. Една од работите што најмногу загрижува е антиевропската реторика на оваа влада и лоцирањето на вината во се во Европа, додека тие домашната работа не ја сработуваат. Ако Европската унија јасно кажала дека ги минува плановите, регулативите за движење, введување на електронски систем минатата година, прашањето што ние направиме. Очигледно е дека владата не прави ништо, а не правејќи ништо ние ќе бидеме се поизолирани, граѓаните ќе имаат се поголем проблем. И не се само превозниците. Многу други граѓани имаат проблем на повеќе нивоа. Повеќе работи се под ризик во земјава. Меѓунационалните односи со прогресот на Албанија кон Европската унија. Студентите ако сакаат. За која сума на пари може да студираат надвор 10 пати помалку ако сме земја членка на Европската унија наспроти сега. Ограничувањето на движењето не е само за камионџиите, за другите луѓе кои што имаат работа, кои што имаат бизниси. Со оваа влада, со изолацијата која што намерно се наметнува, се страда во државата. Се буквално се. Ше само кратко, измените на Краличниот законник се денеска собрание ќе поддржите ли? Не, апсолутно имаме сериозни забелешки затоа што се дополнително амнестираат одредени можни прекршувања на законот. И тоа сметам дека е направено намерно. Тоа не е случајно. Ова е уште еден обид да се прикаже нешто како реформски закон, поднесување на реформски закон, а на мала врата се дозволуваат амнестии на актуелни функционери.